Премиерот Мицкоски испофалио сумми на министри па ги смени. Тој порача дека оваа влада не е на комфорт, туку влада на резултати и доверба и дека секој ден треба да се заслужува функцијата. Деталите се во текстот на Маријела Трајковска. Еве што друго ќе читаме денеска на slobodnpečat.mk. Мицкоски им се извини на пратениците на СДСМ, но не и на Стоилковиќ. Пратеничката група на СДСМ претходно ја напушти седницата. Премиерот Христијан Мицкоски на крајот од расправата, непосредно пред гласањето на новиот реконструиран владин кабинет, упати извинување за случувањата во собранието, изразувајќи надеж дека такви настани нема да се повторат. Од СДСМ велат дека премиерот, кој ги нарекува граѓаните глодари и талок, приредува само ефтин театар за да го ублажи падот на личниот рейтинг. Изнудено извинете, во празна сала не ги брише навредите на Мицкоски кон граѓаните, велат од СДСМ. Оттаму додаваат дека таквото однесување не му доликува на универзитетски професор, нарекувајќи го срамно за универзитетот и за собранието и за државата. Од опозицијската партија додаваат дека граѓаните не се наивни и дека вистинското извинување значи признавање на грешката. Данила Арсовска е осудена за клевета. Треба да му плаќа одштета на Орца Тодоровски од ВМРО-ДПМНЕ. Основниот граѓански суд Скопје по 4-годишното судење донесе пресуда со која делумно го усвои тужбеното барање од Тодоровски, поранешен висок функционер на ВМРО-ДПМНЕ и актуелен помошник генерален директор во Македонската радиотелевизија, против поранешната градоначалничка на Скопје Данила Арсовска и град Скопје за клевета и навреда. Судот утврдил дека на пресконференцијата одржана на 6 декември 2022 година Арсовска изнела невистините тврдења со кои им нанела штета на угледот и честа на Тодоровски. Изјавите се однесувале на наводна набавка на 150 автобуси за градскиот превоз во Скопје од Унгарија и тврдења дека Тодоровски посредувал за наводна исплата на провизија. А екс-премиерот Никола Груевски е ослободен во случајот Талир 2. Основниот кривичен суд Скопје донесе ослободителна пресуда за поранешниот премиер Груевски во предметот кој се однесуваше на обвиненија за пречекорување на службените овластувања и противправно финансирање на изградбата на седиштето на ВМРО-ДПМНЕ. При образложението на пресудата, судиката Даниела Алексовска истакна дека при одлучувањето биле земени предвид измените на кривичниот законник од 2023 година, поради кои било изменето и обвинението. Девојчињата што во Куманово тепаа и снимаа врсничка добија кривични пријави. Медицински сестри што 5 години се во итната помош прво влегле на конкурс за вработување, па после пупу не важи, бидејќи ги замениле сестри од поликлиники и такви со 2 месеци искуство, дознава Слободен печат. Ранг листата се сменила и овие 4 медицински сестри, од кои 2 се со породилно отсуство, а 2 на боледување. Минатата недела добила најава од службата во здравствениот дом Скопје дека ќе бидат одјавени. И да бидат и да не бидат одјавени. Директорот на здравствениот дом Скопје Самир Исени ќе треба на суд да објаснува како се променила ранг листата и отпаднале искусни медицински сестри, кои што и ковид пандемијата ја поминале во итната помош, а да има место за кадри што го немаат ова искуство. Темата е на Мирослава Симоновска. А сега за еден феномен. Студентка во еден месец положила 17 испити, тврди министерката Весна Јаневска. МОН поднело кривична пријава за една приватна високообразовна установа. За фалсификување диплома имале запишано студентка која во еден месец положила 14 до 17 испити, а во исто време студирала и додипломски и постдипломски студии. Тоа реално не е можно, вели министерката.
Илјадници граѓани на Скопје имаат проблем да се вселат навреме во становите што ги платиле уште пред неколку години, затоа што изведувачите доцнат со завршувањето на објектите и покрај рокот зацртан во преддоговорите. Инвеститор на зградата што се гради веднаш до поликлиниката Јане Сандански е фирмата Bauer BG, откаде што до овој момент нема одговор на прашањата. Зошто повеќе од 2 години доцни завршувањето на објектот и кога во него би можело да се вселат сопствениците на становите? Ова го истражува Анита Стојковска. Евроамбасадорот Михаилис Рокас се надева партиите денеска ќе постигнат консензус за измените на изборниот законник, што е обврска од реформската агенда. На прашањето која е пораката за Македонија од Европската унија во услови кога денеска 4 држави кандидати отвораат и затвораат поглавја, евроамбасадорот рече дека се надева од државата многу брзо ќе може да ги започне преговорите за пристапување. Уште еден резил во странство. Лажен доктор од Македонија измамил 6 мина во Загреб, измислувал несреќи и успел да земе над 40.000 евра. Општинската канцеларија на кривичното обвинителство во Загреб поднесе обвинение против 58 годишен државјанин на Македонија, кој е обвинет за измама на 6 лица за вкупен износ од 41.400 евра, преправајќи се дека е лекар. Ова е продолжение на случајот пријавен од страна на државното обвинителство на 24 април оваа година. Дали на децата треба да им се забрани пристап до сите социјални мрежи или не? Ова е големо прашање пред Европската унија, која се стреми да ги заштити малолетниците од штетна содржина. Пишете во коментар кој е вашиот став за ова. За да ја помогне на Европската унија да одговори на тоа прашање, експертски панел кој ќе вклучува лекари, академици, представници на младите и родители ќе ги презентираат своите препораки. Минатата година Грција, Франција и Шпанија поведоа иницијатива за ограничување на пристапот на малолетниците до социјалните медиуми, а притисокот врз извршната власт на Европската унија се засили за воведување забрана на ниво на целата унија, како онаа што ја воведе Австралија во декември. Не ни е местото таму. Бугарија ја напушти коалицијата за помош на Украина. Со овој потег Бугарија дополнително се дистанцира од мнозинството членки на Европската унија кои ја поддржуваат Украина. Гори кај познатото одморалиште Химара во Албанија. 170 пожари за 10 дена. На оваа локација во моментов освен местното население има и илјадници туристи кои го поминуваат својот одмор. Во гаснењето на огнот вклучени се противпожарни возила од неколку соседни градови, припадници на полицијата и армијата. Британски војници измачувале афганистански затвореници и убивале цивили за забава. Како? Британските специјални сили се најдоа под лупа на истрага по сведоштва за наводни злоупотреби во Афганистан, вклучително и малтретирање затвореници и екзекуции на цивили. Сведоштвата утрово беа објавени во рамки на истрага предводена од судија формирана по деталните извештаи за убиства на невооружени цивили извршени од војници на специјалната воздушна служба за време на ноќни рации. Тајландските власти истражуваат дали небрежноста е причина за смртоносниот пожар во бар во Бангкок, бидејќи преживеаните пријавиле дека некои врати биле заклучени и дека немало сигнализација за итни излези. Пожарот однесе најмалку 30 мртви, а десетици се повредени. Силно невреме во Германија, град со големина на тениски топчиња, поплавени улици и паднати дрвја. Америка продолжи со нападите врз Иран. Техеран погоди 2 танкери со ракети. Загина морнар, а има и повредени. А од убавите вести денеска издвојуваме. Граѓанско-научната космичка агенција која обединува организации во областа на вселенските науки. Ја започна иницијативата за основање на Национална астрономска обсерваторија во Македонија, која би била достапна за науката, образованието и јавноста. Астрономите бараат локација, ама и поддршка од институциите. До тогаш, Македонија останува меѓу ретките европски држави без современа астрономска обсерваторија од национален карактер.
Тоа беше се, ви благодарам на довербата. Повеќе информации побарајте на slobodnpečat.mk. Се читаме.